се оние кои што веруваат во Христа Бога. Блажен е патот по кој што одиш, душо моја, блажено е местото кај што денес ќе се всели мојата душа. Се зборови извадени од Светото писмо, зборови кои што и кажуваат сите оние кои што го напуштаат земскиот, но истовремено го започнуваат небесниот живот. Проче, нашиот Господ Бог го создаде човекот не за да умира, но да живее вечно. Смртно е само нашето тело, со што ќе покажеме со положувањето на телото во гробот и исполнување на евангелската вистина од земја си создаде, во земја ќе се врати. На душата, драги братски и сестри, она што е положено и повредно на секој од нас, таа не можеме да ја погребеме и испраќаме при Бога со надеж дека ќе биде примена во Царството небесно. Правејќи добри дела, говорејќи добри работи, помагајќи на своите роднини и пријатели, па дури и на своите непријатели, то тоа се заработува Царството небесно. Се разбира, во текот на земскиот живот сме подложни на правење на одредени гревови со збор, дело или помисли. Ако истите тие гревови не ги исповедуваме во текот на земскиот живот, тоа што ќе биде вистинска препрека за душата да биде примена во Царството небесно. Затоа Светата православна црква преку молитвите кои што ги исполнуваат свештенослужителите, како и роднините пријателите кои што присуствуваат на опелото, го измолуваме нашиот Господ Бог да ги прости сите гревови и упокојниот наш брат во Христа Никола да биде примен поместо светло, место злачно, во лоното на Авраам, Исака и Јакова, на сите претходно упокојни наши праведни браќи и сестри во Христа, во место кај што нема ниту жал, ниту болка, ниту вознишка, во место на вечното Царство небесно, сега секогаш и во вечни векови.